Поштувани гледачи, по кратката пауза еве сме повторно назад во студио, а во меѓувреме пристигна и мојот денешен гостин, господин Лазо Богатиновски, организатор на меѓународниот фестивал за детска песна Музички бранови од Кочани. Добре ни дојдовте во рано наутро. Добро ве најдовте. Поздрав до гледачите на Канал Плюс телевизија. Уште на почетокот да кажам некои комплименти за вашата телевизија, за професионалноста, за среденоста, за екипата. Ви благодарам многу. И за тоа се заслужни и некои така. луѓе од нашиот град. Сите сме заслужни, Да. така. Ви благодарам многу на пофалните зборови. Ајде да започнеме со разговорот. Како што кажав, вие сте организатор на единствениот музички детски фестивал во Кочани, Музички бранови, кој што веќе ете 5-та година поред ќе го организирате. Но ете, од каде идејата да се организира ваков детски фестивал? Па видите, вака, тие што ме добро познавате, со тие што се дружам, знаат дека пред тоа неколку години, 2-3 години пред 2012 беше првиот фестивал. Така. Некои години стално изборев зашто не направиме фестивал, затоа што јас сум еден од не можам да кажам дека сум прв што почна со видеоклиповите во Кочани, знаеш. И сега таа идеја беше, значи, да се прави детски фестивал и се прават видеоклипови, Така. за да се приближи културата и уметноста кон младата популација. Така и тоа, децата уште на најмала возраст ете да имаат и своји песнички. Да. И тогаш 2012 година Кочани беше град на културата. Така. И тогаш идејата созреа, направив темелни разговори со градоначалниците на нашата општина и околните општини. Така. Тие ги поддржаа своите учесници, имаше по 3 учесници од сите општини, нормално од нашата повеќе. А ете, како ги биравте учесниците? Дали имаше некоја аудиција, каде се пријавува? Аудициите, значи јас со екипа одевме по школите, затоа сите школи ги поминавме и стварно таа година се избра најквалитетните дечиња. И значи ги отснимавме, потоа екипа жири составена од познати музички работници во Кочани ги избра дечињата и навистина таа година беше многу успешен. На почетокот, знаеш како секој почеток имаше многу скептици. Добро, нормално. Дали ќе биде, дали нема да биде. Но ете веќе 5-та Но година потоа поред кога видеа резултатот, дека беше супер. и сите беа воодушевени. Да, воодушевени. Нашиот фестивал е популарен, особено во Виница. Така, а дали уште од почетокот, односно уште од првата година, овој фестивал стана меѓународен? Не, значи 2012 и 2013 не беше, 2014. Значи тогаш взе да учество од Србија. Така. Да, од Србија. А како слушнаете во Србија и од кои други земји има за овој детски фестивал? Да, тоа така работите некојаш случајно. Значи, игрорна група гостуваше тука во Оризари, тоа е населба на Кочани. И имаше таму талентирани деца со кои јас снимав тогаш и се запознавме. И талентирани изразил сака да учествуваат и тие, да. И тоа се реализираше супер, испана втората година. Требаше и од Бугарија, значи од Србија исто настапија, требаше од Бугарија, но поради тие мали збрки што имаше во Куманово, се уплашиле дечињата. Не дојдо. А сега, значи сега ќе бидем како мала Југовизија 2016. Така и во мај е Во мај, почетокот на мај, на 5 ќе биде полфиналето. Има многу заинтересирани, има над 20 учесници ќе има. Така. А од тие 20 колку треба да настапат на овој фестивал? Значи сите ќе настапат. Ќе има на 4-ти. Ќе има изложба на фотографии, тоа е пропратна работа на фестивалот. 2015, значи прва година, се имаше пропратни работи на фестивалот, со 2016, значи ќе
ќе има изложба на фотографии на 4-ти, на 5-ти ќе има полфинале и на 6-ти ќе има финале. Значи, оваа година ќе настапува дечиња и од цела Македонија, од градови. Така. Значи, ќе има од Битола, Тетово, тоа е потврдено, од Битола, Тетово, Гевгелија. Да се надевам дека ќе ми потврдат и од вашиот град, има едно девојче заинтересирано. Така, од очти. Да. А од другите земји, значи од Босна и Херцеговина, од Црна Гора, од Србија. Од Хрватска Супер. чекам да ми потврдат. Значи мали се шансите, но сепак се надевам. Значи Така, ќе биде најден- мала Југовизија, така. Одлично. А еден фестивал има околу 14 на композиции, така? Да, различно. Значи, првата година имаше 15, втората 13 и така, мината година 13 исто. А дали на фестивал дечињето доаѓаат со своји песни веќе изработени претходно? Не, значи тие се, да, авторски песни. Така? Авторски песни, значи прв пат изведуваме, значи тоа е тие правила се Советот на фестивалот ги има зацртано детално, значи авторски песни прв пат изведувани. Така. Ете, во приложение можеме да погледнеме и имаме подготвено неколку слики, односно неколку фотографии од овие изминати 4 фестивала, па ете додека разговараме, публиката може да, односно нашите гледачи може да доловат како било на изминативе. Да, тоа повеќето се од минатиот фестивал. Така. Ете, можеме да погледнеме. Значи, фестивалот се одржува во Домот на културата во Кочани. Да. Како што кажавте, сега веќе завршуваат подготовките и во најскоро време повторно публиката на Одма да кажам Кочани. дека оваа година ќе се одржи во правниот факултет горе во амфитеатрот. Локацијата Значи, е изваредна акустична сала, затоа што во тој период во Домот на културата е зафатен, нали, со некои драмски драми за дечиња, нешто таму. И не беше слободно и затоа. Така е. Ама јас сум задоволен, значи го погледав просторот, значи супер ќе биде. Ете, вие сте организатор, но кој се друг ви помага, нели, за да успешно се реализира овој детски фестивал? Да, Од која наоѓате подршката? Значи, морам да кажам дека Општина Кочани ме поддржува. Значи, 4-ти пат се ќе имам поддршка од Општина Кочани, се што треба, значи, се помогнале за секакви прашања, се трудат да помогнат. Значи, можам, нека биде мала реклама и заслужила човекот Кузе 2000. Така, фирмата добро, Кузе значи има 2000. спонзори сепак кои што Да, тие од ете, почеток се ме грижат. поддржуваат секоја година, значи ова е 5-та година. И још се надевам дека ќе продолжи, односно ќе остане долга традиција овој фестивал во Кочани, бидејќи како што кажав и на почетокот, ваков фестивал нема во нашиот град, односно во Кочани. Ете, убаво е така млади талентирани деца да се докажат на некој начин. А каде во меѓувреме, каде можеме да ги гледаме, односно да ги слушаме овие песни? Дали во текот на целата година некаде може да се слушат? Значи, фестивалот е сниман, медиумски спонзор ми е Канал 8 телевизија. Така. Оваа година исто Канал 8 телевизија и се надевам и вашата телевизија, значи да направиме нешто наистина заслужува. Така, Оваа ќе се година потрудиме. фестивалот ќе биде топ, што се вика. Значи, се снима со 4 камери, се Така. снимаше досега. Значи, на професионално ниво Да. се изведува овој фестивал. Да, Така и да сакам да прашувам, односно она што јас го знам е дека и Сашко Велков, еден од најпознатите музичари од Кочани, Да. што го знаете Сашко и Велков, да. цела Македонија и ширум Значи- светот е познат, работи со овие дечиња, така? Да, значи Сашко Велков како искусен музичар од почеток, од првиот ден е со нас. Кај него во студиото повеќето од композициите досега се снимени кај него во студиото, квалитетно, значи мислам дека во источна Македонија нема подобро студио од неговото.
А колку време И работите тој е со уметнички дечињето? директор на фестивалот, значи. Аха, така. Уметнички директор на фестивалот, многу е ангажиран. Тој и се случува некош и да не е тука затоа што патува и по Австралија. Службено, така. Много голема благодарност до него, значи почетокот кога највеќе требаше, тој им помогне и тоа нема да се забрави се. Така, ете, колку време работат на вежбање на песничките дечињата? Дечињата, значи, кога се избере детето, према тоа со родителите, со консултација со родителите, се избира композитор. Значи со композиторот. Композиторот вежбат со него и кога ќе каже композиторот дете е спремно за снимање и се оди во студио. Значи, за да биде аранжманите да бидат поразлични, да имаш шаренило, значи јас не сум стручњак во музиката, ама така Ги разбирате тие? ги разбирам, значи се снима во повеќе студија. И со различни аранжмани. И тоа, пример, минатата година стварно имаше различните, значи не личеа песничките со аранжманите едно на друго. Значи, Ете, јас овде предлагам и да се подсетиме како било на овие фестивалчиња, па ете, почитувани гледачи, може би и ќе препознаете некои од вашите внуци, па да видиме, ете, да слушнеме дел од овие песнички. Come on everybody, clap your hands, I'm looking good. Let's go, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Не сакам политика, не
Ете прекрасна песничка, од каде ни беше учесничката? Тоа е од Кочани учесничката, Сара Јанчева. Значи, Дали редовно таа настапува на овој Таа фестивал? оваа година втор пат ќе настапува, значи таа е фаворит на Раде Кратовче, значи основното училиште Раде Кратовче. Минатата година ја избравме како најдобра и оваа година пак исто така. Еве овој фестивал има и надпребарувачки карактер, така? Да, значи на фестивалот советот на фестивалот одлучи още на првиот фестивал, значи да се доделуваат 5 награди. Значи најдобар текст, најдобра музика, најдобар аранжман, најдобар сценски настап и најдобра изведба, и тоа е победник на фестивалот. Значи најдобра изведба, најдобар глас. Да. Така, одлично. Ете, како што видовме, позади Сара имаше и други учесници. Дали се тие во организација со музички бранови? Да. Значи, тие се... На секоја песничка се подготвува кореографија. Значи, ги подготвуваат од училиштата. Оваа година од 2 училишта ги подготвуваат Кирил и Методи и од Раде Кратовче ги подготвуваат кореографијата. Мината година беше од Малина Попиванова и од Никола Карев. Но секако по неколку заинтересирани ученици од другите училишта може да се приклучат и ќе се приклучат, да. Ете, каде се на друго место настапуваат дечињата кои што се во фестивалот музички бранови? За овие години нашиот фестивал, учесниците на нашиот фестивал настапува на многу манифестации во нашиот град. Неколку пати на Петроденски конец, тоа е голема манифестација. Така, да, во Кочани. Во Кочани. Потоа имавме покана од Србија, гостувавме таму на фестивалот. Тоа е фолклорен фестивал, но не поканија и ние направивме еден сплет на народни песни. Ете, со кои бевте таму? Со овие учесници? Да, со овие учесници. Така. И успешно беа, затоа што беа најмали, многу беа така со симпатии прифатани. И таму исто не снима од локалната телевизија и стварно успешно беше. Така, ете. Кажавме дека овој фестивал е со меѓународен карактер. До сега има настапувани учесници од Србија, од Бугарија имаше. И... Бугарија требаше да дое, значи, така, минатата година. И од Хрватска. Значи, не, значи сега сега, оваа година, да. Оваа година, значи, од Босна ќе учествуват, од Анастасија од Босна, од Црна Гора, 2 учесници ќе има, Релја Четковиќ и Тамара Вујечиć. За Тамара можам да кажам дека настапуваше, помина многу кругови во Пинкови звезди. Така, добро. Го знаеме тоа музичко шоу. И од Србија. Ангел од Србија, да. Значи, од Хрватска чекам потврда, а од Македонија веќе е потврдено, од неколку градови. Значи, од Битолка има учесник, од Тетово, од Гевгелија. Да се повеќе и повеќе се расширува овој фестивал. Ете, голема предност е и на дечињата, значи, си ствараат дружба со повеќе другарчиња од повеќе градови, а посебно на Facebook, така, ете, помалите кога ќе запознаат некој па и од да не е од нашата земја, тоа е навистина преголемо задоволство за нив. Да, на Facebook се гледа колку се активни, колку се таму слики се споделуваат од фестивалот, коментари, тоа е супер за децата, да. А дали во текот на целата година работите на организацијата на овој фестивал? Секогаш има, да. Значи, секогаш ние почнеме и дури околу Нова година и пред Нова година, значи почнеме со аудициите по училиштето. Така. Значи, јас секогаш порано почнувам и секогаш стигнуваме до последен момент. И не зависи се од мене. Па добро, секогаш е така во глава за многу работи. И веќе се помири со тоа. Значи, оваа година планирахме многу порано да направиме фестивалот, пред изборите, што требаше да бидат, но
како се одложи изборите. И ова е наистина супер период после Великден, значи се Така е, убави празници не чекаат, веднаш по Великден, како што кажавте, ќе има полуфинална вечер и финална вечер, а рековте и една изложба. За каква изложба е ќе има изложба на фотографии од минатите фестивали. Имаше успешни фотографии. Така, ете, јас овде можам да покажам на кај нашата камера. Дали овие слики, ете, односно во ваков стил ќе биде изложбата? Да, ќе бидат поголеми фотографиите, а ќе импровизираме ние фестивалче како генерална проба. Ето. Како генерална проба ќе направиме недално дена пред фестивалот и ќе има исто фотографија од овогодинишните учесници. Така, значи, веќе се е спремно и се чека само да дојде мај. Да. И да се организира ова детско Се е фестивалче. спремно, песните се снимени. Колку учесници има од Кочани? Од Кочани има 6 учесници. 6 и сега седмата, преговараме за седмата веќе и готово го заклучуваме бројот, затоа што има повеќе од 20. И да не биде, значи, сега полуфиналињата да бидат така од прилика да траат околу сат и 20 минути. Так. Ете, научивме многу за ова детско фестивалче, навистина, еве, јас пак ќе повторам големо предност што Кочани има ваков фестивал, да се представат дечињата, да се види нивниот талент и уште од мали нозе, ете, да имаат своји песнички. Да, инако да кажем дека победникот на првиот фестивал, значи Драгана Јорданова, значи обрнавме внимание на родителите за квалитетот, за талентот на девојчето. Таа се запише после основно, запише во Штип, во музичко, во средно музичко училиште. И исто Сандра Спирова од Виница, многу. И продолжиле исто понатаму. Даниел Доризари, значи тие се истакнати тука ученици на вашето средно училиште, да. Така е. Секоја чест за овие дечиња, ете, како што кажавме, овој фестивал е голема предност на дечињата кои што сакаат да пеат. Јас многу ви благодарам што бевте денеска наш гостин. Ете, уште за крај што ќе им посакате на нашите гледачи, да го повториме датумот, терминот. Значи датумот тоа, значи 4-ти е изложбата, значи 5-ти е полуфиналето, 6-ти е финалето. Така. Значи знае се тоа, ги покануваме на фестивалот. Така, во колку часот ќе биде? Па најверојатно во 19 часот е финалето. Така. Значи полуфиналињата накнадо ќе се одреде, ама истиот ден, значи ќе има 2 часа разлика меѓу, да речеме, ако е од 17 часот првото полуфинале, во 19 часот ќе биде финалето. да. Така. Јас многу ви благодарам, ете, уште еднаш што бевте денеска наш гостин. Ќе запознавме повеќе нашите гледачи, оние кои што досега немале слушнато за овој фестивал, ете им предност да се обратат кај вас и да ги пријават своите дечиња на овој фестивал. Да. Уште еднаш ви благодарам. Така, почитувани гледачи, овде го завршуваме нашиот разговор, а овде ќе одмориме со една кратка музичка пауза, потоа ќе се вратиме во студио и ќе продолжиме со сите оние содржини кои што за денеска ги подготвивме за вас.